Црквата Свети Ѓорги во Курбиново е едно од најважните дела на средновековната уметност во Македонија. Таа има големо значење и за европската културна историја. Однадвор, црквата изгледа мала и едноставна, но внатре крие фрески што се меѓу највпечатливите од 12 век. Црквата било изградена и насликана во 1191 година. Тоа било време кога византиската уметност следела строги правила. Ликовите обично биле статични и символични. Во Курбиново уметниците тргнале по поинаков пат. Кога влегувате внатре, ќе почувствувате движење и живост. Фигурите изгледаат како да дишат, телата се издолжени. Облеките се движат во меки линии. Гестовите се јасни и полни со чувство. Една од најпознатите слики е Архангел Гаврил од Благовештението. Тој изгледа како да лепди под зидот. Неговата облека се развејува, се чувствува движење и итност. Ова било многу иновативно за тоа време. На лицата на светците и ангелите се гледаат емоции, сочувство, замисленост, сериозност. Уметниците сакале да го покажат и човечкото во светото. Овие фрески покажуваат нов начин на размислување во уметноста. Многу подоцна, вакви идеи ќе се појават во Ренесансата во Западна Европа. Курбиново е ран чекор во тој правец. Ова место покажува дека големи идеи не настанувале само во големите градови. И во мало село уметниците создале нешто ново и смело. Црквата е посветена на Свети Ѓорги. Тој и денес е многу почитуван светец како заштитник и воин. Неговото име символизира храброст и вера. Додека се движите низ црквата, погледнете како сликите и ѕидовите се спојуваат. Фреските ја раскажуваат светата приказна. Просторот станува како жива книга. Денес, Курбиново е национално богатство на Македонија и важен споменик за Европа. Тука можете да видите момент кога уметноста почнала да се менува. Застанете и погледнете ги лицата. Погледнете ги движењата. Во оваа мала црква започнала тивка уметничка револуција. Курбиново не е само место за молитва. Тоа е и место каде што започнала нова приказна во европската уметност.